Кратки најави за денес. Реконструкцијата на Охридскиот аеродром ќе донесе низа придобивки за туризмот. Трговците ќе мораат да ги објавуваат цените на сите производи на интернет. Успешно се одвива процесот на вештачки мрест на Охридското езеро. Повторно пожарена трска на Струшкото крајбрежје. Одличен старт на македонските теквондисти во надпреварувачката 2025 година. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. ТРП Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 9 степени Целзиусови. Во среда во најголем дел од Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Дневните температури ќе бидат во пораст. Стабилно време со зголемена облачност се очекува на Скандинавија, а на Пиринејскиот полуостров и во најголем дел од источна и југоисточна Европа стабилно време со повремени сончеви периоди. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во јужните и источните предели стабилно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 16 степени. Во Македонија во среда во утринските часови по котлините ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со благ пораст на дневните температури. Ќе дува умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од -3 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 6 до 15 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и потопло време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и дневна температура која што ќе достигне до 9 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Реконструкцијата на аеродромот Свети Апостол Павле ќе донесе низа придобивки за туризмот. Се очекува пораст на бројот на туристи и прометот во авиосообраќајот. Модернизацијата на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид позитивно ќе влијае на развојот на туризмот. Се очекува зголемување на бројот на патници, а со тоа и зголемен промет од авиосообраќајот. Според проектот вреден 2,7 милиони евра ќе се гради нова административна зграда, но и целосна реконструкција и адаптација на постојната терминална зграда на површина од 2000 метри квадратни. Она што е важно дека и покрај тоа што овај аеродром е во добра состојба, но јавената реконструкција ќе ги подобри условите во голема мерка и ќе обезбеди капацитети за уште поголемо планирање на бројот на патници кои стигнуваат преку Охридскиот аеродром. Што значи добри вести, придружено со најавените нови чартери кои што ги планира владата, мислам дека Охрид ќе се позиционира регионално. Охриѓани го поздравија овој проект, велат аеродромот е првата слика за туристите и треба да има достоинствени и современи услови, како што му доликува на една туристичка метропола. Одлично е, супер аеродромот да се реконструира и што повеќе различни дестинации да се направи, Охрид да се врати како што си бил некој пат. Ако треба, нека си го правите. Абе, то 20 години се најавува, што зборите вие? Откај има земено тав, се најавува реконструкција. То ќе наравно дека ќе е подобро. Се сложувам дека и требаше од порано тоа да биде така. За ако сакаме туризам, мора да се проширува. Све што е најдобро за Охрид да има. Ова ќе биде првата реконструкција откако аеродромот е изграден во далечната 1953 година. Градежните зафати се очекува да завршат во март идната година. Трговците на мало ќе мора да ги објавуваат цените на производите. Собранието на денешната 35-та седница ги донесе измените и дополнувањата на Законот за заштита на потрошувачите, со кои што претениците од власта, како предлагачи, очекуваат поголема транспарентност на цените во маркетите, подобрена конкурентност и намалување на цените. Маркетите ќе мора да ги објавуваат на интернет цените на производите согласно најновите измени на Законот за заштита на потрошувачите, кои беа усвоени денеска во собранието. Законските измени предвидуваат мал, среден и голем трговец кој врши дејност трговија на мало согласно со националната класификација на дејности, должен е на својата веб страница да ја објави одделно за секој свој продажен објект тековната продажна, односно единечна цена во моментот на објавување на секоја стока што ја нуди за продажба. Ажурирањето на цените треба да се врши на дневна основа.
Со овие законски измени се дава овластување на инспекторите да вршат проверки доколку видат неусогласеност на цените. Законските измени предвидуваат и глоби за трговците кои ќе постапат спротивно на одредбите. Законот беше поднесен од група пратеници од ВМРО ДПМНЕ. Со усвоените измени на законот, предлагачите наведуваат дека ќе се заштитат интересите на потрошувачите и ќе се обезбеди основа за потрошувачите да направат избор врз основа на информираност и споредливост на цените на производите кои сакаат да ги купат. Дополнително, во измените се посочува дека со нив ќе се осигура транспарентност во однос на потрошувачите и ќе се спречи нефер конкуренција и злоупотреба на пазарот. Успешно се одвива вештачкиот мрез на Охридската пастрмка. За рекордно време беше собрана планираната количина икра и моментално таа е оплодена и во период на инкубација во мрестилишните капацитети на јавната научна установа Хидробиолошки завод Охрид. Заедно со собраната икра од мрестилиштата Шум во Струга и во селото Лин во Албанија, годинава се очекува езерото да биде порибено со вкупно околу 2,5 милиони единки охридска пастрмка, што ќе придонесе за зголемување на популацијата на овој ендемичен вид. Вештачкиот мрест на Охридската пастрмка во водите на Охридското езеро, кој се прави по 6 годишна пауза, се одвива успешно. Само за 6 риболовни денови стручните лица од научната установа Хидробиолошки завод Охрид успеа да соберат 660.000 зрна икра, што е и повеќе од планираната количина согласно договорот подпишан помеѓу научната установа и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во рекордно време беа собрани планираните зрна икра и млеч, оплодена икрата и поставена во мрестилишните инсталации. Во моментов имаме повеќе од 600.000 зрна оплодена икра во нашите инсталации. Начинот на организација го дава и резултатот. Поголема физичка заштита, поголема координација со релевантните институции, тука ќе го споменам Државниот инспекторат за земјоделство и полициска станица за граничен надзор Охридско езеро при регионален центар Запад. Првата партија подмладок веќе се изведува во мрестилишните капацитети на Хидробиолошкиот завод. Неговото одгледување ќе продолжи додека не достигне големина од 7 до 8 см и тежина од 2,5 до 3 грама. Порибувањето на езерото со одгледаниот подмладок ќе се реализира на есен на истите локалитети каде биле уловени матиците за измолзување. Заедно со собраната икра од мрестилиштето Шум во Струга, каде се одгледуваат околу 450.000 оплодени зрна икра, на македонска страна се очекува да биде езерото порибено со нешто над милион единки ендемична пастрмка. Биолошкиот оптимум, според огледалото или површината на Охридското езеро, а тоа е 358 км квадратни, би требало да бидат 3 до 3,5 милиони одгледани единки. Токму поради тоа, дадено е ветување дека следната година поголема количина на икра ќе биде колекционирана и поголеми ангажмани на трите мрестилишта. Вештачкиот мрест на Охридската пастрмка започнал во 1935 година со основањето на Хидробиолошкиот завод во Охрид. Од тогаш до денес мрест не се одвивал еднаш во текот на Втората светска војна и во 1998 година поради реорганизација на одредени државни органи. Отсуството на вештачки мрест во изминатите 6 години, паралелно со притисокот кој се врши на пастрмските видови од човекот, има големо влијание врз оваа ендемична риба. Она што го покажуваат и самите податоци, но и реалната состојба во условите во кои што работевме оваа година, дека недостигот на спроведувањето на оваа активност останува белек. Остава белек на начин каде што некои од должинските класи можат да отсуствуваат и од друга страна мора да размислуваме дека постои и изловување на Охридската пастрмка дури во периодот кога немаше концесија за комерцијален риболов на Охридското езеро. Зборувам за македонска страна, но заштитата треба да оди билатерално, од било кој аспект, за било која активност и за мрежите духови и за вештачкиот мрез потребно е ангажман од двете страни на границата. Од албанска страна годинава се очекува да се оплодат околу 1,5 милион зрна икра во мрестилиштето во селото Лин, што ќе придонесе за зголемување на популацијата на овој ендемичен вид. Црвен крст Охрид и оваа година продолжува со обезбедување на бесплатната социјална услуга лична асистенција на лица со попреченост.
Оваа значајна услуга се реализира со поддршка од Министерството за социјална политика, демографија и млади на Република Македонија. Целта на оваа услуга е да се овозможи подобар квалитет на живот за лицата со попречености преку индивидуализиран пристап кој обезбедува поддршка во секојдневните активности, како и промовирање на социјална инклузија и самостојност на корисниците, велат од Црвен крст Охрид. Со имплементација на оваа услуга, Црвен крст Охрид продолжува да придонесува за еднакви можности за сите граѓани на Охрид и Дебарца, создавајќи услови за повисоко ниво на социјално учество и интеграција на лицата со попречености во заедницата. Повторно опожарена трска на Струшкото крајбрежје. На 23 февруари во 18 часот во Овара Струга било пријавено дека на површина со трска во Струшкиот крајбрежен појас на брегот на Охридското езеро, покрај регионалниот пат Струга-Калишта, настанал пожар. Интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга, а повредени лица нема. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Одличен старт на македонските теквондисти во надпреварувачката 2025 година на меѓународниот надпревар Тирана Open 2025. На 22 февруари Македонската традиционална теквондо федерација ја започна надпреварувачката година со учество на меѓународниот надпревар Тирана Open 2025 во соседна Албанија. Нашите надпреварувачи постигнаа извонредни резултати, освојувајќи вкупно 17 златни, 5 сребрени и 13 бронзени медаљи, како и 5 пехари за најдобри поединци. Едно од најзначајните достигнувања е и освојувањето на пехарот за второ место во екипна конкуренција. Македонската екипа, составена од 19 надпреварувачи, 2 судии, 2 тренери и 3 официјални лица, учествуваше заедно со 18 клубови од 6 европски земји – Шведска, Грција, Хрватска, Косово, Албанија и Македонија. Државното првенство во теквондо и ИТФ ќе се одржи на 15 март во малата сала во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори, организирано од клубот Мастер од Охрид, кој е првиот отворен клуб во Македонија, информира Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална теквондо федерација. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.